Prespa, jezero, ogledalo. Ovde ангелите се наведнуваат врз балконот. Со своите нозе што ги движи љубовта, слегуваат на брегот и еве ја допираат водата со вршките на крилјата. Постојам уште од почетокот на господовите патишта. Постојам од пред да постои какво и да е суштество. Постоев од пред вечноста, пред да биде создадена земјата. Уште не беа создадени бездни, а јас постоев. Уште изворите немаа потечено од земјата и грамадните маси на планините не беа уште оформени. Јас бев родена пред ридовите. Тој ја немаше создадено ни земјата, ни реките, ниту го имаше зацврстено светот на половите. И додека ги подготвуваше небесата, јас бев присутна. И додека ги оградуваше бездните во нивните граници, додека го пропишуваше немилосрдниот закон, додека го нанесуваше воздухот над земјата, додека ја воспоставуваше рамнотежата меѓу водите и изворите, додека го затвораше морето во неговите брегови и додека им наредуваше на водите да не преминуваат преку своите граници, додека го поставуваше дното на земјата, јас бев со него и ги гледав сите нешта. Новото лице на богот Тхот и на Хермес, носител на зборот Гаврил, доаѓа да ја донесе веста дека молњата ќе никне од градите на пештерата во Црната девица. Сврзувајќи го новото откритие со стариот збор, Византија го собра незаборавното наследство што Греко, 4 века подоцна, откако мина низ Венеција на Тинторето, ќе го пренесе и ќе ги запали толеданските огневи. Блажена си меѓу жените и плодот на твоите гради е блажен.
Prvite astrolozi, prvite astronomi, oblečeni vo jagneško krzno, što rosata go vodeneše, čuvarite na planinata, ovčarite, starite mudreci, uspostavije vrska od zvezdite i taka na zemljata go slede, a patot označen vrz neboto. Na vistina vi velam, ono što neke vleze vo vratata na kolibata, noke se iskači od drugo mesto, kradec i razbojnik. Plen na dolgite angeloliki ptici. Majstorot od Kurbinovog napravi ovdje vidljivo svojeta sogoruvanje vo moment od koga ognot veke započne da go ogoluva drvoto, od kojeg bide napraven krstot. I Jovana Krstitelj od go zapiša na južnata strana su negovite dolgi skakulestinoze. Tragičan prorok, to je stanova žar od crnoto trnje kada što se meša plamenot i sogorovanje to. Gospodi, dragom te, Bože sine, oče zemlja i greki mira, pomiluj nas, daj tvoje dišanje da hvali Gospoda. Hvalite Gospoda, Lazare, izlezi, i mrtovec od izleze. Noze ti i racete mu veza vitkani vo zavoj. To gi odnese majkata i sinot po belati i plodna egipetska noć. To i samo sinot go odnese na granicata na noćta, što kja uništi i sama ta tragičnost. Beše okolo 6 časot i temnin imaše niz celata zemlja, sve do 9 časot. Se zatemni sonceto i prevezot na hramot se iskina na polovina. Žena, evo ti go tvoj sin. I to i dojde i go zedete oto na Hristosa. Nikita, koji ušte noćta beš otidem ke Hristosa, dojdeno se ih okolo 100 livri mešavina na mirti i aloj. I plače i kita se navedna za da pogledne vodarot. I togaš zdogleda 2 angela oblečeni vo belo. Ona što gi nadživea site suštestva, se vrati na početok od... I zbor od koji vona se presozlade vo telo, ja primi vozvišenata duša.
Onoj što beše raspnat na krstot, povtorno se rodi kako ognut od pepelta. Goraskina pekolni od krug kojeg osudi Iksiona na maki, a Adama na progonstvo. На Крубиновските уметници не им беше да не восхитат со единството на нивната умешност, техника и гений. Тие работеа како да сакаат да возвишат и да сочуваат една тајна. Анонимни сведоци на надприродното, хроничари на невидливото што тие јасно го гледаат. Тие му се подчинија на еден избор и ова место стана свето, високо место надахнато со единството на нивното мајсторство, зборот и знакот. Фреските за Курбиново беа започнати во 1191 година. Исак Ангел владееше тогаш со Византија. А нас други ангели не поканија овде. Со нивните обнови, со нивните крилја, тие го везат ово украсено небо. Овие камени прегради на храмот, кој од далек, како и од близко, повеќе личи на колиба, отколку на небеско прибежиште. Луѓето би се рекло, би виделе како се симнаа за да го допрат ова катче на осамена земја. Чудни одгледувачи на птици, слични на чудотворци, тие како да го следеа патот над звездата што ја ткаеше околу нив нивната визија на ова гнездо, ова кошница, во која пчелите од некој друг свет беа повикани да го создаваат својот мед. Огнови создадени од крилја. Крилја шарени врз цидовите. Осаменост прободена како срце со нож и аорта пресечена нацртана со крвта, низината возвишена звезда. Тишината на Курбиново не е тишина на осамените дивини. Тоа е сеопфатна тишина во која треперат гласовите на песната и молитвата. Тишина што обсека. Тишина на неподвижен патник низ пространствата и затворените цидишта. Тишина на античко небо, што го населуваат боговите и што ангелите го овековечија.